Основно училиште Блаже Конески. Најпрво би почнала исто така со транспортот на луѓе, 700.000 денари. Никаде во образложението не е наведено за каков транспорт станува збор, за колку лица, со која намена, дали е редовен или повремен и врз основа на кој акт е предвиден. Односно, ова целосна ставка е неразјаснета и без никаква оправданост. Ставка ситен инвентар, алат и други материјали. 2.259.000. Ме интересира попрецизно да ни кажете под други материјали што се подразбира. Ставка 480 купување на опрема и машини во износ од 1.400.000 денари. Мислам дека тука имаме сериозен проблем, затоа што овие средства не се предвидени, ниту одобрени со буџетот, а сепак се планира нивно трошење. Прашањето е од каде ќе се обезбедат овие средства, дали се планира буџетска пренамена и зошто Советот не е навреме информиран за тоа. Договорни услуги 465.000 денари, исто така без образложение какви, зошто, со каков ефект, а искрено ова и не е мала сума, што е скоро речиси половина милион денари потрошени онака на доверба. Прехранбени производи и пијалоци 800.000 денари. Го споредив и минатогодишниот финансиски план, таму биле 40.000 денари, што имате зголемување од 20 пати. Прашањето ми е дали училиштето Блаже Конески во иднина станува кетеринг центар, ресторан, хотел и за кого се овие трошоци, по кој основ. 180.000 денари за систематски прегледи, а претходно биле 60.000 денари. И тука имате 3 пати зголемен трошок без образложение, па ме интересира дали се зголемил бројот на вработени, дали има некои нови законски обврски или едноставно бројките ви се пополнети. 80.000 денари за планови за просторно и урбанистичко планирање. Кои планови, за што точно и дали училиштето планира да гради населба, станбен блок, стварно не ми е јасно. Јубилејни награди 500.000 денари, пола милион денари. Во време кога учениците и родителите се соочуваат со реални проблеми, приоритет вие да издвоите половина милион денари за награди, без јавни критериуми и без транспарентност. И како и на минатиот пат, на минатата седница за финансиските планови, повторно би ве прашала во однос на работното место за сметководител. Во сите основни училишта финансиските планови се изработуваат и подпишуваат од директорите, меѓутоа ги изготвуваат и ги водат локалната самоуправа, односно општината. Кај вас ова финансискиот план го изработил лице, кое не знам и со кое одобрение и дали има решение за прием како сметководител и во кои услови функционира, односно го води сметководството во ово училиште. Ме интересира кој ви дал одобрение за ова лице, дали се уште работите по таа стара систематизација и дали постои решение за незино вработување. Ако нема одлука, нема одобрение, нема решение, тоаш не зборуваме за пропуст, туку за незаконско вработување и имаме незаконска исплата на буџетски средства. И да ве подсетам, минатиот пат имавме неразбирање, ова не е политичко прашање, туку прашање на законитост и одговорност. Очекувам конкретни одговори, а не оправдувања, како што минатиот пат ми одговоривте дека сакате ова место да биде пополнето затоа што чувствувате дека има некоја одредена сентименталност кон тоа работно место.